Почитуван заменик председател на владата на Република Северна Македонија Љупчо Николовски, почитуван директор на јавното претпријатие за државни патишта Ејуп Рустеми, почитуван заменик директор Трпевски, почитувани граѓани. И покрај последиците од здравствената криза, ова година покажавме активна работа на терен во реализација на проектите во ресорот транспорт. Тоа го докажавме преку ангажирање на целата градежна оператива на изградба на капиталните проекти и во оваа прилика би сакал да ја информирам јавноста дека реализацијата на капиталните инвестиции во основниот буџет на Министерството за транспорт и врски ќе надмине 92%, од што сум особено задоволен. Тоа е доказ дека приоритетот на оваа влада е создавање на просперитетна држава со модерна инфраструктура, модерни патишта, силни општини и секако подобрување на животот на граѓаните. Денеска со вице-премиерот Николовски и директорот Рустеми заедно со заменик директорот од јавното претпријатие за државни патишта извршивме увид во рехабилитацијата на регионалниот пат Куманово-Страцин, конкретно на делницата од Војник до Страцин. Инвестицијата на оваа делница изнесува 7,2 милиони евра. Градежните работи кои што се суштински, се целосно завршени и останува да се постават уште заштитните огради и сообраќајната сигнализација со што ќе биде комплетиран овој дел од коридорот 8. Во исто време се рехабилитира и потегот од село Војник до Куманово, за што дополнително инвестираме 5,4 милиони евра. Очекуваме оваа делница да биде завршена кон средината на 2022 година, а ги правиме сите напори да биде завршена пред конечниот рок за градење. Со тоа североисточниот крак од коридорот 8 го обезбедуваме како нов, модерен и безбеден патен правец, кој ќе им овозможи побрза и полесна комуникација на сите граѓани кои што транзитираат низ овој дел од земјата. Би потенцирал дека активно работиме на изградбата и на новиот експресен пат од Ранковце до Крива Паланка, како и изградба и проширување на трета лента на целиот патен правец од Крива Паланка до граничниот премин Деве Бајри. Вкупните инвестиции кои ги вложуваме во патната мрежа во овој источен крак од коридорот 8 изнесуваат повеќе од 80 милиони евра. Силната инвестициска активност ја продолжуваме и во текот на финалните или на конечните денови при завршувањето на ова 2021 година, но ќе ја продолжиме и во наредната 2022 година заедно со јавното претпријатие за државни патишта, со што сакам да ви уверам дека ќе имаме уште поголема динамика за изградба и рехабилитација на патните правци низ државата. Со тоа даваме силен инпут за раст на домашната економија, а бенефитот од сите овие инвестиции ќе го почувствуваат граѓаните на нашата земја и секако економијата и компаниите. Благодарам. Почитувани, денеска заедно со министерот за транспорт и врски Бочварски, со директорот Рустеми, со заменикот Трпевски на јавното државно претпријатие за државни патишта, со задоволство може да кажеме дека над 95% од втората фаза од магистралниот пат Куманово-Страцин е веќе завршена и патот ќе биде пуштен во употреба многу скоро. Во оваа фаза, како што беше нотирано, се рехабилитираат над 16 километри од селото Војник до селото Страцин, а вкупната вредност на инвестицијата е над 7 милиони евра. Паралелно се изведуваат градежните работи на другата фаза од Куманово до селото Војник, каде што само пред неколку месеци бевме и се започнаа работите. А денеска овде на оваа делница гледаме дека сите работи се пред завршна фаза. Модернизацијата на магистралниот пат Куманово-Страцин е од особено значење не само за овој регион, туку и за целата држава, бидејќи е дел и од коридорот 8. Ова е важна патна артерија за поврзување на локалните со регионалните патишта, но и со главните коридори, за граѓаните, за компаниите, со кои што се овозможува лесен и побрз транспорт на луѓе и на производи. Капиталните инвестиции се влог во развојот и растот на македонската економија, а оваа влада во изминатите 4 години целосно се насочи кон инвестиции во модернизација и изградба на нова патна инфраструктура. Особено ми е драго што силен акцент во овие неколку години
ставаме на инвестициите во патната инфраструктура во истокот и во североисточниот регион. Региони кои што со години и децении беа заборавени. Инфраструктурата за која некогаш само се говореше, денеска е преточена и во план, програма и реализација, и граѓаните од североисточниот и источниот регион на државата денеска ги гледаат проектите на дело. Вложивме 80 милиони евра за патна инфраструктура за да ги модернизираме клучните патишта токму во овој регион како дел од коридорот 8. Се гради третата лента од Крива Паланка до граничниот премин Деве Баир во должина од 13 километри. И тоа е пат кој што важеше за еден од најлошите во државата. Експресниот пат Крива Паланка Ранковце исто така се гради. Магистралниот пат каде што сме во моментот, Куманово Страцин, за прв пат после 40 години се рехабилитирани сите регионални патишта во овие неколку општини. Завршена е изградбата исто така во истокот на експресниот пат Штип Радовиш, а во тека изградба на делницата Крупиште Кочани, каде што е дел од експресниот пат Штип Кочани. Веќе се пуштени во употреба и патните правци Пробиштип Крупиште, стариот пат Крива Паланка Ранковце и многу други регионални патишта во целиот овој дел на државата. Успеавме да го предвижиме и процесот за изградба на источниот дел на пругата на коридор 8, кој што е од стратешко значење за нашата држава. Железницата за поврзување со Бугарија конечно ќе стане реалност. Овие капитални инвестиции се пример како треба да се вложува во развојот на државата, во растот на економијата, како треба да се грижиме за сите региони во државата и како треба да се грижиме за сите граѓани и сите оние кои што плаќаат данок на државата. Патиштата се лицето на секоја држава и овие инвестиции се инвестиции токму во македонската економија. Благодарам. Почитуван заменик председател на влада господин Николовски, почитуван министр за транспорт и врски господин Бочварски, почитуван заменик директор на јавно предпријатие за државни патишта господин Трпевски, почитувани присутни. Сите сме свесни за економското политичкото значење на коридорот 8 и патното поврзување со Република Бугарија, но и со поширокиот регион. Токму затоа инвестираме во модернизација и доизградба на паневропскиот коридор и патните правци офатени со него, како што е и овој магистрален пат Куманово-Страцин, кој е од витално значење не само за регионот, туку и за цела држава. Подобрувањето на патните врски значи подобро поврзување за побрз превоз на услуги и стоки. Денеска вршиме увид во втората фаза од реабилитација на магистралниот пат Куманово-Страцин, кој е поделена на две дела. Првата фаза од Куманово до село Војник во должина од 15,2 километри во вредност од 5,4 милиони евра, средства обезбедени од ИПА-2 фондови. Реабилитација на ова фаза завршува во јуни следната година. Втората фаза е од село Војник до Страцин во должина од 16,6 километри во вредност од 7,2 милиони евра, пари обезбедени преку јавно предпријатие за државни патишта. Овој дел е веќе во завршна фаза и очекуваме набрзо да биде комплетно завршена реабилитацијата. Минатата година беше реабилитиран и реконструиран патот од Рамковце до Крива Паланка во должина од 21 км и со почнатите други реабилитации, санации и изградби во овој регион, сакаме да добиеме комплетен коридор 8, кој ќе биде безбеден и сигурен за учесниците во сообраќајот. Нашата цел се сигурни и безбедни патишта кои ќе не поврзуваат со регионот. Ви благодарам. Индурувар завенски министр и Кеверис Самачанис, Зоти Николовски, индурувар министр и транспорти Делидиеве Зоти Бочварски, индурувар завензретор Трпевски, индурувар Тъфтувар. Та gjithë jemi të vetëdijshëm
për rëndësinë ekonomike dhe politike të korridorit 8 dhe lidhjes rrugore të Republikës së Bullgarisë, por edhe të regionit më gjerë. Prandaj po investojmë në modernizimin dhe kompletimin e korridorit pan-evropian dhe rrugëve që përfshin në të, siç është edhe rruga magjistrale Kumanov-Stracin, e cila është jetike jo vetëm për rajonin, por për mbar vendin. Përmirësimi i lidhjeve rrugore nënkupton transport më të shpejtë dhe shërbime të mallrave. Sot jemi duke inspektuar fazën e dytë të rehabilitimit të magjistrales Kumanov-Stracin, e cila është ndarë në 2 pjesë. Faza e parë nga Kumanova deri në fshatin Vojnik, me gjatësi prej 15.2 km dhe me vlerë prej 5.4 milion euro të siguruara nga fondet evropiane IPA 2. Rehabilitimi i kësaj faze përfundon në muajin qershor të vitit të ardhshëm. Faza e dytë është nga fshati Vojnik deri në Stracin, me gjatësi prej 16.6 km dhe me vlerë prej 7.2 milion euro, pare të siguruara nga buxheti i ndërmarrjes publike e rrugët shtetërore. Kjo pjesë tashmë është në fazën finale dhe presim që së shpejti të përfundoj rehabilitimi. Vitin e kaluar është rehabilituar dhe rekonstruuar edhe rruga nga Rankovca deri në Krivopallank me gjatësi prej 21 km dhe me riparimet dhe ndërtimet e tjera të filluara në këtë rajon dëshmojnë se do të bëjmë një korridor 8 të plot i cili do të jetë i sigurt për pjesëmarrjet në trafik. Synimi im është rrugë të sigurta dhe të lidhim me gjithë rajonit. Ju falenderoj.